Добар ден, почитувани гледачи, недела во 2, вие сте со ОКО. Гости во ова издание се универзитетските професори Виолета Ачковска и Никола Жежов, историчари, врвни познавачи на настаните и случувањата од минатиот век. Период исклучително актуелен деновиве во контекст на барањето испоставено во платформата од Тирана, во која се бара резолуција за осуда на геноцид врз албанското население во периодот меѓу 1912 и 1956. Господи Ачковска, господин Жежов, добре дојдовте во ТВ Нова. Добро ве нашле. На почеток, како го оценувате барањето за ваква резолуција? Ки дадеме предност на професорката. Повелете. Барањето за ваквата резолуција не може да се сваќа поинаку, освен во склопот за редефинирање на македонската држава, односно прогласување на албанскиот народ за автохтонен народ на територијата на Македонија кој доживеал наводен геноцид, и сето тоа е во склопот на таа платформа дека Македонија треба да биде бинационална држава, каде албанскиот народ ќе биде втор конститутивен народ. Значи, сето тоа во функција на овие барања за редефинирање на македонската држава. Па се измислуваат работи како што е наводниот геноцид врз албанците во Македонија, кој е непостоечки, но сето тоа во тој склоп за прогласување на албанскиот народ за еден од државотворните народи заедно со македонскиот, односно во функција на формирање на бинационална држава Република Македонија, односно ќе биде Македонско-албанска федерација. Резолуцијата таква каква што ја прочитавме дава простор за повеќе дилеми и прашања, но и вашиот одговор ме тера да ви поставам под прашање, но да му дадеме прво шанса на Жежов да го чуеме неговиот став, па ќе продолжиме со елаборација на вашиот одговор. Повелете. Видете, ваквиот тип на резолуција е апсолутно неприфатлив, неаргументиран и во голем степен е невистинит. Навистина, тоа временскиот период кој што се наведува 1912-1956 година е многу интересен временски период во кој што веднаш треба да кажеме на почетокот дека македонскиот народ немал државни механизми, немал своја држава, така што не можел да врши никакви репресии или геноцид врз некој друг народ. Ако геноцид по дефиниција е она што се прави планско државно ништење на еден народ или нација од страна на државни органи, односно војски, полиции, власт. Да, видите, тоа е систематско уништување на еден народ. Да, станува збор за период од 44 години во првата половина на 20 век, главно освен оние 6 години од 1950-та наваму, период во кој македонскиот народ, како што рековте, немал своја самостојна држава до 44-та, кога е Основачкото собрание на Аснон, нели, кога добиваме своја влада и собрание. Меѓутоа во рамките на една федерација. Да, и период во кој се воделе две балкански војни прво, па потоа и две светски. Да. Така што, ајде да одиме со ред, колку што сум запознает, Жежов специјално сте токму првата половина на 20 век, оној период меѓу Илинденското остание, балканските војни, па и потоа, значи оние атентати на 1920 година. Ајде една кус час како освежување и повторување на оваа лекција од минатото. Па видите, во периодот од 1912 до 1944 година македонскиот народ помина низ неколку војни. Првим беа балканските војни, првата и втората балканска војна во 1912 и 1913 година, кога со двата мировни договори во Лондон и потоа во Букурешт беше поделена етногеографската територија на Македонија помеѓу 3, односно 4 балкански држави. Периодот помеѓу двете светски војни исто така е еден период исполнет со систематски терор врз македонскиот народ, асимилаторска и денационализаторска политика на владите на балканските држави кои што завладеале одредени делови на Македонија. Во овој период за кој зборувате, може ли да кажете конкретно на оваа денешна територија на Република Македонија, во овие денешни граници, која власт била најдолго во тој период? Видете, која држава од соседните, како што кажавте? Во периодот од 1912 до 1915 година неколку пати имаме промени мали на демаркационите линии, но воглавном имаме српска власт во вардарскиот дел на Македонија, за да од 1915 година до 1918 година овој дел на Македонија потпаднал под бугарска окупаторска власт и потоа од 1918 до 1941 година во овој дел на Македонија влегол во рамките на новоформираната држава Кралство на Срби, Хрвати и Словенци. Така што власта, односно окупаторските власти, неколку пати се смениле. Едно е сигурно, македонскиот народ немал никаков степен ниту на автономија, а да не зборуваме за државност, ниту пак имал своји автохтони институции кои што биле во правец на
подпомагањето и зацврстувањето на македонската национална свест. Се што било како институции во овој дел на Македонија биле од гледна точка на асимилаторска и денационализаторска политика, со цел да се избрише македонскиот национален идентитет на овој дел на Македонија, да се обезличи и да се претвори како територија која што потоа би била лесно анектирана кон една или кон друга држава. Тоа е во главном политика на балканските држави кои што го владееле овој дел на Македонија. Многу се збунувачки годините што се одбрани како почеток и крај на периодот за кој се бара осуда на геноцид. 1912, ако не се лажам, тоа е година во која кога е создадена современата албанска држава. Во 1912 година на Лондонската мировна конференција била создадена... Големите сили даваат поддршка. Така е, да, автономна Албанија, во главном поддршката доаѓала од тогашна Австро-Унгарија. Подосна Албанија ја добила и својата независност. Меѓутоа, интересно е што периодот кој што се посочува како наводен геноциден период врз албанскиот народ е период кога пак албанците и македонците соработувале во главном во борбата против српската власт во Македонија. Општо прифатен пример познат во историјата во 1913 година е така нареченото Охридско востание или во некои историографии, па и во нашата се нарекува македонско-албански бунт. Македонците и албанците во југозападниот дел на Македонија заеднички кренале востание против српската власт во Македонија. Така што воопшто тука не може да се зборува за геноцид, некаков геноцид од македонците врз албанците. Напротив, може да се зборува за една голема соработка. Воглавно соработката била помеѓу албанските револуционерни комитети и внатрешната македонска револуционерна организација на Тодор Александров. Како резултат на таа соработка се создала една мала слободна територија за еден краток временски период од неколку недели. Биле ослободени Охрид, Струга, Дебар, каде што била формирана привремена власт во која што учествувале и македонци и албанци по националност. Што значи дека тоа е период на соработка помеѓу македонците и албанците. Може би нешто подоцна, ваша специјалност е оној период Втора светска војна и по Втората светска војна. Ако се мисли на тој период на геноцид, веројатно за 12-та се мисли веројатно со иселувањето на турците кои биле и муслиманското население кои се иселувале масовно бидејќи дотогаш биле владеачка структура, биле под притисок на освојувачките армии од соседните држави, тоа веројатно го смета за почеток дека не турците и муслиманите воопшто, туку албанците од некои етнички причини се селат, која воопшто не е точно. Инаку, 56-та година, јас како историчар не знам што им значи. Веројатно во нивната го правеле тоа луѓе политичари кои воопшто не ја знаат историјата. Дали веројатно мислеле на 66-та година и заменувањето на Александар Ранковиќ, бидејќи Косово доста се жалеа од неговото притисок и репресија кој се вршеше на оние представници од албанската народност кои има идентистички или такви антијугословенски ставови и организации. Ранковиќ на позиција до 66-та година. Дали ја сгрешиле годината па ни подметнале 55-та година? Ја воопшто 56-та. Воопшто не знам што се случило 56-та. Ќе ви дадам шанса да го елаборирате детално ова. Конкретно во документот, така наречената платформа од Тирана пишува усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот од 1912 до 1956. Потоа политичарите и од ДУИ и од другите албански политички партии во Македонија, но и од СДСМ, како да сакаат да го релативизираат тоа, во обидот да го објаснат, се вели осуда на геноцид врз цивилно население, не се спомнува од која власт, но се вознемирија и соседите. Ајде за како вовед во малку по-детална анализа на состојбата да чуеме некои изјави што ги имаат подготвено моите колеги од режијата, кои се однесуваа на ова барање од така наречената платформа од Тирана што се поставува денес како услов за формирање на влада во Република Македонија. Тоа е со резолуцијата за осудување на геноцидот што го барате во платформата 1912-1956 веќе имаше реакции бурни од соседите и дека се урива битката на НОП и така натаму. Сметаме дека е тоа важно прашање кое што треба да се затвори. Знаете, председателот Ахмети во неговиот куќен двор има откриена масовна гробница токму од тоа време, меѓутоа тоа е само една парадигма, еден врв на ајсбергот на целиот тој масакар што се случил во тој период и ние сметаме Има ли договор со СДСМ за геноцидот? Има разбирање.
Значи сте уште прашањето отворено, така го сваќам со ваше има разбирање. Има разбирање и договор. Она што била почетна цел е да се осудат страдањата на граѓаните, на цивилното население во периодот на минатиот век, до пред Втората светска војна. Дали таква резолуција ќе се усвои во парламентот? Таков еден концепт кој што покажува дека сите заедно сме страдале, кој покажува дека војните и поделбите и донеле лошо на оваа земја и на нејзините луѓе, тоа мислам дека со консензус во собрание ќе се усвои. Дали ќе гласате за таква резолуција? Нашата поддршка ќе ја имаат сите текстови во собранието кои што ќе зборуваат за заедничките проблеми, кои што ќе зборуваат за заедничките маки макари во минатото и кои што нема да создаваат нови непријателства. Таму има една формулација каде што се осудуваат војски од минатиот век кои што убивале цивилно население. Нема ништо лошо од тоа. Некој алудира дека тоа биле српски војски, некој вика дека биле германски, некој италијански, некој бугарски војски за времето на фашизмот, вторите балкански војни или слично. Реалитети историк Македонија дин gjithë bota dhe është shumë absurde kur një popull që s'ka identitetin e vet, që në rastin konkret janë maqedonësit, shqiptarët kanë qenë shumë korrekt dhe u kanë ndihmuar që ju ta ndërtoni këtë identitet. Dhe ju tani kontestoni identitetin tonë. Сега наврата, вие тврдите ние македонските немаме. Para me regjistrimin para 100 vitesh që janë bë, asku nuk ekziston popull maqedonës. Ете, ги слушнавме Бујар Османи, Радмила Шекеринска, Зоран Заев и Села, кај колегите Мрѓа Назим и Хрватската телевизија. Која од овие изјави е највпечатлива и заслужува коментар од историчари, историски аспект? Значи, имајте на ум дека тие се политичари и дека политичарите и историчарите не можат секогаш да исто да гледаат на работите. Повелете, професор Кечковска. Најстрашно е кога политичарите земат улога на историчари, а ние историчарите бегаме од политиката, нели често пати сакаме само да се бидеме на струката. Сите изјави кои ги дадео се подеднакво погубни, само во друга варијанта кои се даваат во овој период. Значи, нешто се случува после падот на Берлинскиот зид, ствари овдека дел од тоа имаме и конверзија на историската меморија. Кога соработниците на фашизмот, како што беа балистите и тие кои соработуваа со италијанскиот и со фашистичкиот окупатори, кои вршеа геноцид на македонските и испразнија толку македонски села во Западна Македонија, сега по падот на Берлинскиот зид, во тој тренд на антикомунизмот, беа прогласени за жртви на комунистичката репресија. Значи, тоа е цело испревртување на историјата од страна и на доста европски фактори и на наши внатрешни фактори. Значи, не можат подеднакво да се става жртвите. Еден народ добил држава, од ден на ден се зголемувал неговиот број, со еден народ кој постепено исчезнува и се губи во Бугарија, во Грција, исто во Албанија, ако го земете тој исти македонски народ. Но не можеме да зборуваме ниту само за сегментот 45-та. И сега ние зборуваме дека заедно сите сме страдале. Да, сме страдале ние сите на Балканот од војните, но најмногу страдал македонскиот народ. И таква да е резолуција и треба да ни се извинат и албанскиот народ и многу други од соседите народи кои вршеле геноцид врз македонците, а не ние во собрание да носиме резолуција. Ајде вака, ако се преформулира ова барање врз цивилното население, ќе има ли нешто проблематично? Прво прашање, второ, Заев чинам реч спомна се зборуваат неколку војски кои вршеле геноцид овде. Значи не станува збор само за Бали Комбетар, односно Втората светска војна кога албанското население во Македонија се поделило, нели, дел биле од страната на партизаните, дел биле од страната на фашистите. Да. Веројатно се мисли на тоа. Да, но сега прашувам, значи, ако се преформулира барањето во резолуција за осуда на геноцид врз цивилно население кое живеело на територијата на денешна Македонија од странските војски, окупаторски војски, бидејќи тие во овој период од 44 години се смениле. Видете, погрешно се поставени тезите уште од почетокот. Јас навистина така сум многу фрапиран што нашите политичари сакаат да се занимаваат со историја. Професијата историчар е многу одговорна професија. Таа е иста како професијата доктор, електричар, механичар, се има своји специфики. За да се создаде еден профил на добар историчар, потребни се децении. Не значи дека ако некој чита историја, дека тој е историчар. Да, јас го поздравувам тоа, нека се чита и убаво е да се знае историјата.
Меѓутоа, треба да се остави со историјата да се занимаваат квалификувани историчари кои што се компетентни за тоа. Многу е лесно да кажете неколку зборови и да ја запалите масата, да ги запалите широките народни маси, затоа што зборот на еден историчар, например, во овој случај, ќе вреди како зборот на илјадници куршуми. Ова што политичарите ќе го кажат, можеби ќе се заборави. Меѓутоа, тука настапуваме ние како историчари. Треба многу аргументирано, Затоа ве викнав денес да повелете. со студени глави да разговараме за сите овие работи. Во врска со вашето прашање, дали може да се осуди како геноцид врз целото цивилно население? Веднаш се поставува прашање. Кое е тоа цивилно население? Има ли име тоа? Се нижат прашањата, затоа ве прашувам како историчари. Прво, еве, авторите на оваа платформа од Тирана, на која Македонија мислат? На Македонија окупирана и поделена во Балканските војни. На она меѓубалканските војни и почетокот на Првата светска војна. Или на окупираната територија на Вардарска бановина од 1918, односно 19, кога е мировната конференција. 1919 е Версајската мировна конференција. До 1941, до стартот на Втората светска војна на овие Па видите, не знам што мислат тие, меѓутоа можам да кажам што мислам јас. Јас мислам дека треба да се гледа македонското прашање од глобална гледна точка, целосно, на целата етногеографска територија на Македонија. Македонското прашање во Република Македонија, односно во поранешниот вардарски дел на Македонија, е само еден сегмент од македонското прашање. А каде е тука прашањето со македонците во егејскиот дел на Македонија? Каков екзодус и каков терор преживеа тие во периодот од 1941 до 1949 година, кога поминаа низ 2-3 војни? А каде е прашањето со македонците во Пиринскиот дел на Македонија? Значи, тоа е премногу комплексно за да вака наеднаш со една општо формулирана теза, резолуција или со кратки објаснувања да го реши прашањето. Тоа е многу комплексно прашање. Затоа пак велам, се согласувам што кажа професор Ачковска, дека во сите овие историски настани во овој посочен временски период, македонскиот народ е тој кој што најмногу настрадал во војните. Доживеал 5-6 поделби на етногеографската територија на Македонија. Зар тоа не е геноцид? Меѓутоа сега вие да барате некој да се извини за наводен геноцид врз албанците во посочениот период 1912-1956 година, тоа значи да се фрли искра оган врз бурето барут на Балканскиот полуостров. Кој сега треба да им се извинува на нашите сограѓани албанци за наводен геноцид? Во Македонија се смениле неколку окупаторски војски, српска, бугарска, германска, италијанска војска. На кој на кого треба да се извинува? Значи, прашањето е премногу комплексно. А ако зборуваме за Втората светска војна, во западниот дел на Македонија, кој што бил под италијанска окупација, албанците имале една релативно многу подобра ситуација, затоа што цивилниот сектор на власта им бил отстапен од страна на италијанската власт. Сами да го уредуваат. Апсолутно. Значи, тие имаат право да го зборуваат албанскиот јазик, имаат право на цивилни институции, на образовен систем. Дури македонците поради нападите на вооружените балистички формации морале да ја напуштаат, да го напуштаат западниот дел на Македонија и да пребегнуваат во бугарската окупаторска зона, каде што според нив имало колку толку поподносливи услови за живот. Значи, многу е чувствително да се дефинира вака прашањето. Јас најодговорно тврдам дека од 1912 до 1944 немаше геноцид врз албанскиот народ во Македонија. Имаше од 44 до 56? Не, немаше, тогаш се создаде Македонската држава. Македонија беше федерална единица во рамките на Југословенската федерација. Тоа што некој, например, сака да го посочи како геноцид, тоа е прогонување на тогашната комунистичка власт на политичките неистомисленици со нив. Значи, таму биле затворени македонци. На Голи оток, да не се. На Голи оток, има на Голи оток албанци. Идризово. Македонци. Тоа може професорката Професорката Ачковска рече, на првото прашање, можеби делумно го одговори сега Жежов, рековте, спомнавте политичко прашање. Ова е повеќе политичко прашање, за да се представи албанскиот народ како автохтон. Да, јасно. Факт е дека албанци имало, јас барав некои бројки и најдов некои стари пописи од СХС и од поранешна Југославија. И не знам колку се точни бројките, во 1931 година бил направен попис и како албанци биле попишани 70.000 луѓе во Македонија. Во 1953, значи тоа е веќе онаа СФРЈ, на пописот во 53-та, од вкупно 1.300.000 жители во Македонија,
162.000 се декларираат како албанци, 860.000 македонци. 12,5% се тогаш од населението на Македонија со пописот од 53 година. Инаку, ако земеме во сите повојни пописи, секако се зголемува бројот на албанците во Македонија. Ти расте, кога би имало геноцид, сигурно нема да се зголемува бројот на еден народ, туку драстично ќе се намалува, како што е случај со македонците во Јужна Македонија, односно егејскиот дел од Македонија. Чи тоа се пак нивните тие извртени тези кои одат на тоа да кажат дека тие биле мнозинство, па се очистени, па имаат право да бидат конститутивен народ во државата. Значи, сето се сведува на тоа. Иначе, во овој период за кој зборуваат после Втората светска војна, тоа е период на иселувањето на турците од Македонија. И заедно со иселувањето на турците, кој е најинтензивно од период 54 до 58 година, се иселува дел и албанско население кои се декларираат како турци за да добијат весики и така натаму. И точно во овој период од 45 до 53 година имаме голема национална конверзија помеѓу македонците муслимани кои дел се декларираат за турци, за да се иселат во Турција ради религијата. Исто така и дел албанци се декларираат како турци, но тоа се многу малку. Ако ги гледаме податоците од Секретаријатот за внатрешни работи, во периодот од 53 до 57 110.000 се иселиле муслиманско население, од кои само 5.000 се албанци. Значи, не станува збор за геноцид, туку за едно иселување од верски причини. Значи, најголем мотив е верските причини, бидејќи Југославија е атеистичка држава во која тие не можат нормално да ја проповедаат својата муслиманска религија, барем до 58 година, кога се дозволува отворање на овие школи во исламската верска заедница. Ако грешам, поправете ме, во 1946 уставот, албанците добиваат статус на малцинство, а веќе во 63-та народност. Да, така е? Да. Значи, јас и 2001 година имав емисии кога се работеше за рамковиот договор и секогаш кажав дека целта на таа борба 2001 година не беше добивање на некакви национални права, туку етничко чистење на Западна Македонија, која започна во Втора светска војна и ние ден денеска имаме раселени лица и бегалци во собствена држава македонци. Значи, и тоа е самиот доказ која била целта на самата 2001 година која се случува. Значи, тоа е еден континуитет кој го имаме за фактички за барање по големи права на албанците, зад кои се крие идејата за отцепување на западниот дел на Македонија, низ нивната теза за голема Албанија или големо Косово. Тоа е тоа. Иначе, со декларацијата 44 година за правата на човекот и на граѓанинот на АСНОМ, понатаму се даваат права на сите националности кои живеат во државата. 46 година со уставот се регулираат сите права на националните малцинства кои тогаш имаме ние во тие акти шиптарското малцинство во Македонија. Значи така е во тие акти до 63 година. Во 63 година шиптарското малцинство се преименува во албанска народност во Македонија, значи се дава терминот народност, се подига до поголем степен правата на малцинствата кои живеат, значи имаат тогаш добиваат права кои ги немаат во ние на европска држава. Значи сепак Југославија беше држава на братството и единството. Тоа не може да се негира и дека сите малцинства има подеднакви права заедно со носечките нации кои беа конститутивни делови од републиките. Сепак со Охридскиот рамков договор во 2001 заврши дојде до редефинирање на автономска Македонија, до редефинирање. Но и значително проширување на правата на албанското население во Македонија, тие добиваат практично слободно да го афирмираат и негуваат својот национален идентитет. Значи сето тоа тие го прима, но немаше го има до тогаш, значи дори двојазично. 55-та година вие имате извештај од еден представник на Унијата на народностите од Кардив, значи таа Европска унија, тој тогаш конгрес се држи во Кардив и го има тој извештај од 55-та година, каде се кажува дека вика малцинствата во Титова Југославија ги имаат сите национални права. Вика во Тетово, во Гостивар, секој слободно си го зборува својот јазик, не само во секојдневното обраќање, туку и во администрацијата, за разлика од Грчка Македонија, каде ниедно малцинство нема права и каде се шиканирани малцинствата. Значи, стои тој извештај, 55-та година. Значи, не се работи за недостаток на некакви права. И 2001 година со рамковиот
се проширија правата во однос на процентуална застапеност, се одеше на бројки со тој договор, не за некаква, не знам, давање плюс права кои веќе тие ги има и ги уживаат тие права. Значи со ова се добитие да би има толку проценти, затоа тој рамковен договор одеше во пакет заедно со пописот на населението, кој не е воопшто релевантен, но мораше да се покажат на 20%, за да биде во администрација 20%, не знам каде. Значи, тие се смета дека се деградирани и дека на овој начин, со покажување на поголем процент во пописите, дека ќе извојуваат поголем влез во институциите на државата. Сакате да кажете дека и сега со историски факти, односно со подметнување на историски факти, треба да се дојде до некоја политичко, да се испостави друго политичко барање? Да. Секогаш со подметнување на вакви историски некакви тези извитоперени, треба да се пласираат фактички зад нив, мора да стои некоја политичка програма заради која се даваат вакви извртени историски тези. Целта нема, целта да биде бинационална држава Македонија, која во догледно време ќе се спроведе косовското сценарио. Истиот пат ние го имавме со стојувањето на Косово. Истото сценарио ни се повторува и сега. Значи сега ние треба да прогласиме бинационална држава со два конститутивни народи, значи носители на два државни јазици, а после тоа следи референдум за отцепување на оној дел кој тие сметаат да треба да биде во голема Албанија, односно големо Косово. Не треба да мижиме пред тие факти. Историјата тоа ни го кажува. Тоа се случува од 45-та година, кога таа шиптарска побуна беше на Косово, кога бараа да се одделат од Југославија, па 68 година барањето за Косово република беше само една теза за која се криеше барањето за редефинирање на границите на Југославија. И сега оваа теза е теза за барање за редефинирање на границите на Балканот, каде што Македонија ќе биде колатералната штета. Значи, ова е барање за редефинирање на граници, а не за некаква двојазичност или за геноцид врз албанците. Сето тоа се фрази кои се фрлат, ние да ги трошиме нашите сили во објаснување во дебати, зад која се крие една многу погубна политичка платформа која ќе значи крај за македонската држава. Ова го кажувам јавно и стојам за ова, бидејќи пред 30 или 40 години се смеа многу луѓе дека Косово ќе добие посебна државност и самостојност. Косовското сценарио, 68 година, кога се случија демонстрациите на Косово за употреба на албанското знаме и за Косово република, кога почна да се интернационализира албанското прашање преку таа богата нивна диаспора, после еден месец тоа се повтори истите барања и во Тетово и во Гостивар. Значи да немаме илузија дека Косовското сценарио, кој е на долгорочна 100-годишна платформа и повеќе од Президентската лига од денес, сега се наоѓа во завршна фаза. Целото тоа растресување на државата со наводна шарена револуција, девалвирање на институциите на системот, правење специјална војна за разбивање на македонското национално ткиво, сето тоа е во функција за таа политичка платформа која нас ни се фрла како геноцид некако за албанците, барање за двојазичност и така натаму. Не е тоа суштината. Професоре Жежов, се согласувате со ваквата оценка и дали вашите научни истражувања ја подкрепуваат, односно и би го проширил прашањето со имате ли дебата со вашите албански колеги од Македонија? Албански историчари кои работат, творат и учат овде, имате муабет на тема? Видете, прво би сакал да кажам дека секоја идеја за создавање на така наречени големи држави на Балканот завршувала погубно. Тоа се однесува за сите идеи што ги имаме овде низ историјата. Значи, тој сон за создавање на така наречени големи држави е проект кој што обично водел кон нови поделби, кон војни, кон етнички чистења и на крај работите секогаш се решавале со седнување на преговарачка маса. Кој загинал, политиката на крај седнува и работите ги решава по дипломатски пат. Тоа треба да им биде јасно на сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивна верска, политичка, национална определба. Република Македонија е нашата заедничка татковина и подеднакво треба да ни припаѓа на сите. Во врска со вашето прашање дали имаме контакти со наши колеги албанци по националност, историчари од Република Македонија, секако одговорот е да, ние се познаваме со многу од нив, неофицијално разговараме, дебатираме. За многу работи сме ги истакнувале аргументите од наша, од нивна страна, да не излезе дека сме некои завојувани страни, па наши и нивни да се делиме. Јас не би сакал да ги делам, ние сме сите колеги историчари. Меѓутоа, за жал, за одредени прашања немаме согласност. Немаме согласност и јас жалам заради сета таа работа.
Единствено на што би сакал да повикаме дека диалогот треба да биде единственото средство, научно фундирана дебата, научни конференции, тркалезни маси, тоа треба да бидат составни работи на нашите дискусии и дебати. Значи, ако разговараме како историчари, работите може би полека, но сигурен сум дека ќе се придвижуваат во добар правец. Повторно ќе ја потенцирам мојата теза дека опасно е ако на маса вадиме тези кои што ќе не водат кон продлабочување на поделбите. Треба да бидат внимателно избрани сите наши зборови, сите наши дебати. Нашата позиција е многу поодговорна од позицијата на политичарите. И затоа мислам дека со колегите албанци и историчари во Република Македонија сигурен сум дека ќе најдеме заеднички јазик по однос на клучните прашања, во однос на тоа што е историски настани и случување, ние за одредени работи се согласуваме, меѓутоа за одредени работи не се согласуваме. Тоа е веројатно различно гледање на фактите и аргументите, меѓутоа и покрај сето тоа јас одобрувам, имаме право на различни мислења. Само сето тоа да биде фундирано со научни факти, со документи, со аргументи. Да не биде дискусијата само на база на предрасуди. Тоа е најопасниот дел. Ако одите со предрасуди кон нешто, работата веднаш е осудена на неуспех. Можам да кажам само еден пример. Во однос на сработката со колегите албанци. Ние, колегите од Институт за историја, направивме еден учебник за прва година за 5-то одделение или 6-то, како е сега со 8. Тоа се однесуваше на античка историја. Веднаш учебникот уште не отиден во печат, имавме реакција од Приштина, реакција од Тирана. Значи, колку е голема нивната координираност кога се работи за бранење на такви ненаучни тези, колку се вмешува политиката. И што беше забелешката? Дека албанскиот народ во Македонија, дури имавме до влада, дојдовме полемики, ноти од тамува за јавноста, ништо не знаеше. Накрај дојдовме до полемикот дека албанскиот народ во Македонија бил многу навреден, бидејќи сме напишале дека кралицата Теута и ливската кралица Теута се занимавала со гусарење, па тоа го пишува во сите овие латински документи да ги прочитате. Но, што беше? Тоа се преюдицираше дека ние и многу тешко помина тој учебник, бидејќи беа вознемирени сите албански историчари. Ние кажуваме историска вистина, а тие се навредени бидејќи некогаш Теута гусарела. Тоа се смешни работи. Но, тоа беше преюдицирање. Немојте да се осмелите, кога ќе пишувате за Втората светска војна, да кажете каква улога одиграле балистите. Или, кога дебатираме со дел од надвор да албански историчари, тие зборува за албанските простори. И јас често пати сум го поставувала прашањето. Докаде се албанските земји, докаде се албанските простори? Недефинирано. Дока изгазнал последниот албанец, таму се албанските земји. Значи, тоа е една теза која се пласира преку историјата, која е погубна, многу шовинистичка и која води кон тамошни поделби. Кога би се држале на доблеста на струката, на документите и на веродостојноста, а не да бидат орудие на Енвер Роџа кој ги затвораш историчарите кои прогласуваат дека албанците не се илири, тоа се страшни работи кои се случува за жал во историската наука. Добро, за мене страшно прозвучи изјавата на Стела, меѓутоа тој е политичар, ќе ја прокоментираме подосна и неа. Дефиниција за геноцид, она што успеа да го најдаме, систематско уништување и истребување на определена група луѓе поради расни, верски или национални причини. Заев рече и историјата, факт е дека на овие простори војувале разни војски и се менувале низ годините, но имало ли такво системско уништување? Едно е да се војува, друго е да се врши геноцид. Еве да го земеме и тој период кога оваа територија денешна на Македонија била под власт на туѓи држави. Па видите, навистина е дека имаме голем државен апарат донесен од земјите кои што владееле со овој дел на Македонија. Меѓутоа се работи за полициски, за административен, за воен кадар. Тие секако дека вршеле одредени, преземале одредени мерки против македонскиот народ, албанскиот народ, турците, сите други националности кои што живееле во Македонија, ако не било во согласно со тогашните закони, например, на кралството на СХС. Меѓутоа, обичниот српски народ не може да биде одговорен за геноцид врз албанскиот народ. Значи, сигурен сум дека мнозинството на српскиот народ, кој што ги имал истите проблеми како и албанскиот народ, за преживување, за заработка, за занимавање со одредени професии, да ги има секојдневните проблеми, зошто тој би се поставил геноцидно кон албанскиот народ. Значи, такви примери, такви факти за такви случаи немаме. Такво систематско уништување на албанскиот народ немаме. Јас овде како пример ќе дадам и еден случај што можеби македонската јавност го знае, ние историчари или не го знае, ние историчарите го знаеме секако.
Во периодот по 1920 година на просторот на Вардарскиот дел на Македонија, што бил прогласен за Јужна Србија, нели, била формирана политичка партија под името Джемиет. Таа ги опфаќала припадниците на албанците, турците и на другото муслиманско население. И сега во одредени периоди, кога се случувале избори за Народната скупштина на Кралството на СХС, Српската радикална партија коалицирала со партијата Джемиет. Дури и со гласовите на партијата Джемиет, која што е автохтона, потекнува од територијата на Македонија, били избрани бил изгласан Видовденскиот устав 1921 година, со кој што кралството на СХС е прогласено во централизирана монархија. Што значи дека одредени политички кругови во Македонија на албанците во периодот меѓу двете светски војни се имале релативно добра соработка со српските режимски партии. Меѓутоа тоа е политиката. Затоа постојат голем број на факти и аргументи, ги имаме и пратениците кои што се избрани од овие простори. Така што да се зборува дека постои систематски геноцид, тоа е премногу тежок збор, премногу тежок збор. Сега најмногу се вознемирија на некој начин јавноста во Србија, во соседна Србија. Белград официјален можеби и немаше реакција, но имаше реакција од медиумите. Имате ли контакт со српски историчари, со бугарски колеги? Што велат србите, бугарите и како тоа би ги нарушило ли тоа политичките односи сега ако оваа резолуција помине во македонскиот парламент? Да, тоа Што ќе значи тоа сега ново чепкање во историјата врз овој моментум сега? За жал во последно време, барем јас можам да кажам, со српските историчари имаме многу мали контакти. Се обидовме еднаш или два пати институционално да контактираме како Институт за историја при Филозофскиот факултет, меѓутоа таа соработка тешко одеше. Инаку сме оделе на истражувања во архивите во Белград, во Република Србија, за тоа немало никакви пречки, но за жал таа соработка некако ни оди многу тешко. Со колегите од Република Бугарија, например, имаме поединечна соработка, иако за волја на вистината и институционално им понудивме соработка како факултет, Филозофскиот факултет во Скопје, чија што членка сме ние како Институт за историја, и Историскиот факултет во Софија. Меѓутоа и покрај подготвените документи од наша страна, за жал, заради одредени веројатно несогласувања, до таква спогодба за соработка не дојде. Но за волја на вистината треба да истакнам дека имаме поединечни и тоа добри контакти со наши колеги историчари од Република Бугарија. Може да предвидите како би реагирале не политичарите, туку историчарите на една ваква резолуција во македонскиот парламент? Вашите колеги бугарски и српски? Сега не можам од дивно име да зборувам, јас можам да предпоставам, нели, да шпекулираме. Не е благодарно да се шпекулира, меѓутоа сигурен сум дека во голем дел би се согласиле со нашите тези. Затоа што за да обвините за една таква крупна работа, вие мора да имате историски факти и аргументи, да не се служите само со предпоставки. Јас одговорно од овде тврдам, како историчар, никогаш не сум коментирал политика, ниту сум зборувал за политика. Но одговорно тврдам дека ако се усвои оваа резолуција, ние ќе имаме големи проблеми на Балканскиот полуостров. Ќе се запали бурето со барут. Верувајте ми, тоа е многу опасна теза. Да ги обвините сега соседните држави на Република Македонија, Република Србија, Република Бугарија, па можеби и Република Грција, дека вршеле некаков геноцид овде, тоа се сериозни обвинувања и не може да помине без последици. Италија, Германија, Турција? Тоа се земји кои што ги споменав на почетокот. Тука е Италија, тука е Германија, тука е Турција, односно Отоманската империја до 1912 година. Замислете, и тие биле присутни на овие простори. Или првата Балканска војна се води против нив? Да. Апсолутно, балканските сојузници исклучиле Балкански сојуз против Отоманската империја овде. Професорката Ачковска и професорот Жежов гости во студиото на ТВ Нова. Одиме со куса пауза за реклами, продолжуваме со дебата. Продолжуваме со око точно во 2 недела. Професорите Ачковска и Жежов гости во студиото. Професор, ке ве прекинав. Има сакате да довршите мислата во однос на реакциите на соседите во врска со резолуцијата за осуда на геноцид? Мислам дека
треба работите да се гледа сите во контекст, од кога започна шарената револуција до денешен. Тоа е едно целосно сценарио. И ако добро ги анализирате изјавите на Заев, кој за жал стално се менува, но тој во Швајцарија кажа дека сите соседи се добри, Македонија она која е пречка и која е лошата. Сега дај Македонија дефинитивно со сите да ја скараме. Како ќе ја скараме? Со донесување на една ваква платформа. Па, покрај внатрешни или не знам какви луѓе кои бараат дефинирање на државата, ќе си ги имаме и Бугарија, и Србија, и Грција, кои секако како политика жестоко би реагирале на ваква една исполитизирана теза која нема основа, за историска основа нема, но е во функција на целата таа политика за дестабилизација на Македонија и на целиот Балкан. Мислам дека е тоа во функција на таа политика. Кому одговара тоа сценарио? Па одговара веројатно на некои сили кои барат прво Македонија да биде еден протекторат во кој Косово, кому му одговараше независно Косово? На истите сили на кои му одговараше Косово. Косово функционира како држава, треба и ние да бидеме една нефункционална сива зона во која некои други ќе имаат профит и ќе ги водат работите. Значи, едноставно во процесот на глобализација треба да се изгубат идентитетите на малите народи, а ние носиме големо име, а мал народ сме, со големи традиции, и ние треба да исчезнеме како мал идентитет во целиот тој процес на глобализација. И Македонија, како едно многу клучно стратегиско подрече по историјата, бидејќи вика, кому му треба Македонија сиромашна со толку проблеми? Не им треба македонскиот народ. Значи, им треба таа централна точка на Балканот која е судир на цивилизација и на стратегиски интереси. Затоа не им одговара да има држава која ќе има национален идентитет, туку гледате 25 години имаме спор со името, ние немаме со Грција спор со името. Имаме спор со оние кои 1913 година го потпиша Букурешкиот договор и кои на македонскиот народ му го одзедоа правото на државотворност. Тука е нашиот спор и сега после 100 и кусур години треба дефинитивно да се доврши тој Букурешки реш од 1913. Јас барем ги гледам така историските процеси. Веројатно колегата не знам Жежов дали ќе се сложи. Хегел или Черчил прочиташе две односно нивни изјави, цитати за историјата, нели? Хегел вели историјата се повторува, првиот пат како трагедија, вториот пат како фарса, а Черчил го надополнува тоа, вика, да, историјата се повторува, но секое повторување се поскапо не чини. Да. И оние кои не научиле историјата, уште поскапо ја плаќаат. Абсолютно така е. Мислам, историјата не треба да се става да биде инструмент на политиката. Тоа е најопасната теза. Ако се дозволи канализирање, политизирање на историјата, тогаш следуваат секогаш трагични последици. Затоа што проблемот кој е во суштина на тие што сакаат да се занимаваат со историја, а не се историчари. Да ги извадат историските настани и процеси од контекст и да ги внесат во денешната рамка. Тоа е опасна методолошка грешка со несогледливи последици. Вие не можете настани кои што се случувале пред 50 или 100 години да ги врамувате во денешната рамка на општеството. Значи, први историските услови не се исти. Историските времења не се исти. Јас тоа понекогаш го нарекувам и силување на историјата. Вулгаризација уствари на историјата и модернизација. Под наднаслов Небулози во платформата на 13 јануари годинава писателот Блаже Миновски пишува: геноцидот траел 40 години, а неколкукратно го зголемил бројот на албанците во Македонија. Ќе ви прочитам само дел од овој напис како повод за следната дилема. Платформата без срам и перде бара усвојување резолуција во собранието со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 12-56. Каков е тој геноцид кога токму во тој период албанското население во Македонија се зголеми некаде 2 пати, а некаде и 10 пати повеќе од бројот на албанците во Македонија пред 1912 година. Тоа е доказ дека немало геноцид. Сте го анализирале овие податоци во врска со бројот на население? Јас прочитав негде, нели го спомнав, го спомнав, 1931. И на ова се надоврзува изјавата што ја слушнавме на почетокот на емисијата на Села, кој вели дека пред 100 години македонскиот народ не постои. Видете, јас веднаш ќе ви одговорам дека македонскиот народ постоел и ќе постои. Тоа што некој не го признавал македонскиот народ пред 100 години, тоа е друга работа. Во графите пописни за кога се вршеле пописите во рамките на кралството на СКС, претходно кралството Србија, не било дозволено да постои графата македонец. Тоа не значи дека македонците не постоеле на овие простори. Зошто тогаш би формирале револуционерни организации кои што се бореле за слободата на Македонија, ако не постои македонски народ?
Зошто би постоела тогаш внатрешната македонска револуционерна организација? Зошто не добиела некое друго име? Така што друго е негаторска, асимилаторска политика, а друго е дали постои некој народ. Ако се погледнат, иако се ретки, голем дел од книгите на одредени историчари, патеписци кои минувале на просторите на Македонија, јасно се гледа дека македонскиот народ е посебен народ и се прави дистинкција на македонскиот народ од народите од останатите балкански народи. Тоа дури може да се најде и во тајните платформи кои што ги пишувале одредени балкански држави најзаинтересирани за македонското прашање, тоа се Србија и Бугарија, и во кои што, бидејќи се тоа тајни извештаи, меѓутоа како резултат на нашите научни истражувања, бидејќи по 70 години тој документ е јавен, ние сме ги нашле. Стои дека постои опасност од создавање на посебна македонска држава и тоа во низините етногеографски граници. На тоа укажувале и државните стратези во Белград и тие во Софија, што значи дека македонското прашање си постоело и било постојано присутно во сите тие дипломатски разговори, заткулисни игри во дипломатијата. Знаете, кога меѓу двете светски војни ќе се споменело името на внатрешната македонска револуционерна организација, сите го поврзувале тоа име со македонското прашање. Во извештаите на Англија, Франција, балканските држави и другите големи сили, зошто во една ситуација, ако не постои македонско прашање, например, првата комунистичка држава Советскиот сојуз барал ВМРО да влезе во преговори со СССР и под капата на оваа македонска организација да се обединат сите македонци во борбата за создавање на една независна македонска држава во низините етнички и географски граници. Истото стои во тајните извештаи, например, помеѓу Франција и Англија, помеѓу Англија и други држави. Соединетите американски држави исто така го третираат македонското прашање како посебно. Ве прекинам во ова објаснување, но сакам да ви прочитам дел од колумната на Джейсон Мико во последниот четврток. Тој е американски аналитичар кој вели вака, цитира надпис од Observer, објавен на 11 март 2001. Значи во екот на воениот конфликт 2001 во Македонија. Тоа што герилците се обидуваат да го постигнат беше јасно изговорено од Шкелзен Малики, новинар од Приштина на Радио Слободна Европа и соработник во Институтот за воено и мирно временско известување. Го цитира него во наводници: "Познати ми се идеологијата, менталитетот и мотивацијата за целите што провоцираат вооружен конфликт во Македонија. Сум се запознал со нив, особено со емигрантите во Европа. Тие се обидоа да ме убедат дека Македонија е вештачка творба создадена на штета на албанската нација. Тие упорно тврдат дека наметнатата поделба на албанската нација била историска неправда, чија цел била да ја спречи да биде еднаква со своите соседи во регионот. Таа неправда сега треба да биде исправена со поделба на Македонија." Не, тоа е една долга политика која води од формирањето 12-та година албанската држава до денешен. Значи, начело на целата таа рендистичка политика и за формирање на голема Албанија стои, значи, албанската држава. И затоа кај Рама сега отидоа, пред тоа Енвер Хоџа беше во претходниот период, кога беше Зого, имаше исто така истата политика. 37 година во Албанија излегува еден учебник во кој таков шовинизам има, а тој учебник после војната и тука се ширеше помеѓу албанските учители да се подгрева омраза кон се што е словенско, бидејќи се тие узурпатори кои го узурпирале просторот на албанците и таа, верувајте, платформа, значи ни сите нивни организации националистички кои ги формираат во целиот период после Втората светска војна, секогаш тој учебник од 37 година треба да го надеме некаде, Белград го имаше, а сега го немам, значи каде што стрикно се зборува за шовинизам, за омраза кон словенците, словените, тие треба да се избркаат, тие се узурпатори на Балканот, го узурпирале просторот на албанците. Дури има такви тези дека римската провинција Илирикум, која нема врска со илирите албанци кои сака да се прогласа за илири, дека таа цела била албанска територија, односно целиот Балкан бил албански. Се одат до тие абсурди. Историјава има многу да каже, но време немаме, мораме да привршуваме. Уште едно прашање како за крај. Букурешки договор 1913, Версајски 1919, конференција Јалта 1945, Прохорпчински 1944, референдум 1991, Охридски рамковен договор 2001, кажувам меѓници битни за создавањето и претходно за македонската држава, Пржински договор јуни 2015 со анекс во јули 2016, еве сега Тиранска платформа. Што друго не очекува во поблиската иднина
и кој од овие настани што ги набројав во историјата најмногу и нанел штета на Македонија, а кој и односно тука веќе нема прашање референдумот 91-а, нели се удрени темелите на оваа држава, но каде е нанесена најголемата штета и што не очекува во блиска иднина како крај на оваа дебата? Многу меѓународни договори, а иста цел решавање на македонското прашање. Непостоечкото. На еден или на друг начин. Македонското прашање постојано предизвикувало бура на овие простори. Ако ме прашувате за тоа кој е најтрагичен договор во македонската историја, јас сепак би го посочил Букурешкиот мировен договор. Последиците на Букурешкиот мировен договор се чувствуваат и после 100 и нешто години. И се уште ќе се чувствуваат тие последици. Јас сепак на крајот морам да кажам дека сум оптимист и верувам во разумот, во волјата на македонскиот народ, на македонското општество. Верувам во тоа дека ќе се изнајдат сили да обстои Република Македонија, независна, силна и суверена, онака за каква што се бореле сите наши предци, и комитите, и ајдутите, и партизаните, и асномците, и борците во конфликтот 2001 година. Мораме да најдеме еден заеднички јазик. Ние живееме во иста држава. Македонците и албанците имале бројни примери на соработка. Имало и периоди кога имало големи недоразбирања, меѓутоа да не дозволиме како два народа и сите други народи во Република Македонија да манипулираат големите сили со нас, затоа што ако има внатрешно единство, моќта на државата ќе биде многу голема. Да, ја и затоа бев испровоциран ова да ве поканам и да направиме една историска анализа на овие последни политички слушувања, бидејќи не само што сум учел од историјата и што сум читал, знам дека по ген, по клетка, мојот народ е мирољубив и не станува збор за геноцид. Професор Кјачковска, последен одговор кусо на прашањето мораме да се одјавува. Значи, сепак колегата Жежов го кажа прашањето, и јас сметам дека 13-та година е најпогубната година во македонската историја, но и 2001 година кога ја редефиниравме македонската држава. Значи, тоа се два моменти кои многу штета донесоа. 13-та година општо на македонскиот народ кој беше поделен, а 2001 година, значи, кога беше редефинирана Асномска Македонија. Што не очекува после Тиранската платформа? После Тиранската платформа не очекува бегалски камп, да немаме држава. Толку не очекува. И сепак... Црно сценарио? Многу црно сценарио. Ако се реализира Тиранската платформа, тоа секој треба да биде свесен во оваа држава, војна и разнебитување на државата. Но, сепак и јас сум оптимист, дека сметам дека ние како еден народ кој во секогаш бил од Крушевскиот манифест до декларацијата на Асном, секогаш го потенцирал мултикултурното живеење, мултиетничкото, убавото живеење со созето, со пријател. Ја потекнувам од Охридот едно мултиетничко мало, каде сме имали роми, турци, албанци, заедно сме растеле, никош не сме гледале разлика. И што е суштината? Политичарите да не го разнебитуваат ткивото на народот, да дозволат човекот да се почитува како човек, а не како припадник на етничка заедница, на политичка партија или на не знам каква друга држава. Значи, кај нас од што фали е почитување на човекот, без оглед каде припаѓа, на која религија или нација. И конечно, ако научиме како балканци да го почитуваме човекот, мислам дека Балканот ќе биде најубавото место за живеење, а во тие рамки и Македонија. Професор Кјачковска, професор Жежов, ви благодарам за денешното гостување во ТВ Око. Ви благодариме на паната. Спасиме Боже од болните луѓе што се накажани, та не се криви, нивната злоба умерено судија, самите од неа одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Тај Господе што помалку очите да им ги бодам, штом тие лево ке фатат, јас десно да одам. Со молитва на големиот Блаже Коневски ве поздравувам, почитувани гледачи, и довидување во следната емисија.